Наместо владата да презентира колку ќе вложува во наука, образование, здравство и изградба на автопати, се фали со социјални пакети, што покажува дека социјалните случаи во државава растат. Остри критики од опозицијската ВМРО-ДПМН за предлог буџетот кој денеска го презентира премиерот Димитар Ковачевски и првиот човек на финансии Фатмир Бесими. Според Христијан Мицкоски, покрај тоа што ситуацијата со економијата е алармантна, буџетот не е развоен и нема капитални инвестиции. Штом нема капитални инвестиции, има се повеќе сиромаштија и со тоа опаѓа квалитетот на животот на граѓаните. Тоа да ги зборува. Не е за мене фалење ако е зголемен бројот на приматели на социјална помош. Напротив, за мене тема за фалење ако е намален бројот на приматели на социјална помош и повеќе богати граѓани. Тоа е за мене тема. Тоа требаше да каже Ковачевски, колку пари ќе има за науката, колку пари ќе има за здравството, колку пари ќе има за нови автопатишта, за пруга. Не знам, тоа е суштината, нови енергетски објекти. Тој се фали, излегува, вели ќе има повеќе пари за сиромашни. Не можам да го разберам, но предпоставувам, тие одбрале таа стратегија, по мене тоа е погрешно и не е за фалење. И додека опозицијата критикува власта, на буџетот гледа со поинакви очи. Премиерот Димитар Ковачевски уверува дека со предложениот буџет ќе се обезбеди економска и енергетска стабилност и поддршка на граѓаните и компаниите во услови на светска економска и енергетска криза. Знам дека во јавноста постои недоверба во однос на реализацијата на овие капитални инвестиции, но ова што можам да посочам тука е дека ова е мојот прв предлог буџет како премиер, прв буџет врз кој имам контрола за имплементација и ве уверувам дека лично ќе се заложам да имаме максимална реализација. Во време на криза овие капитални инвестиции ќе ни обезбедат подобра иднина и подобар животен стандард, а тоа е она за кое јас како премиер силно се залагам. Ова е историски најголем буџет од 5,3 милиарди евра, но и со најголемо задолжување. Проектирано е Македонија да се задолжи за дополнителни 700 милиони евра, односно дефицит од 4,6%. Предлог буџетот за 2023 година е веќе во собраниска процедура. Пратениците дебатираат на матичната комисија за финансирање и буџет. Опозицијата смета дека владата единствено е успешна по задолжувањето, а со овој буџет до година Македонија ќе ја задолжи за 1,5 милиарди евра. Јавниот долг ќе достигне 8 милиарди евра. Власта пак уверува дека работи во интерес на граѓаните, зачувување на животниот стандард, обезбедување електрична енергија, помош за најранливите.